Денес разговарав со граѓаните на Берово, ми беше чест да го посетам еден од нашите најубави градови. Се среднав со работници, со млади и возрастни. Кај сите нив има огромно разочарување од првите месеци на работа на владата. Најразочарани се работниците и оние кои со многу труд и честно ги заработуваат парите. Тоа се оние за кои 7 години СДСМ обезбедуваше пари за повисоки плати и ги штитеше во кризи. Тие се надевале на подобар стандард и повисоки плати од новата влада. Но по само 2 месеци на сите им е јасно дека се враќа политиката на понижување на работниците. ВМРО ДПМН ги лажеше граѓаните во кампањата дека ќе има повисоки плати, но веднаш откако седна во фотелите го покажаа вистинското лице. Влада која одбива да ги покачи платите е влада која не се грижи за луѓето. Едноставно ВМРО ДПМН ја враќа политиката на ефтина работна сила. Сметам дека покачувањето на платите ќе се користи само за изборен подкуп, кој ќе им требаат гласовите на луѓето пред избори. Ова се политиките од пред 2016 година. Верувам дека граѓаните нема да дозволат два пати да бидат излажани и понижени. Тоа денес го видов и го слушнав од луѓето и силно верувам дека ваквите политики нема повеќе да добијат поддршка. СДСМ останува партнер на работниците. Ги покачивме платите за преку 50%, во образованието преку 55%. Но најважно, тоа го направивме за сите и обезбедивме трајни решенија и колективни договори. Ова е разликата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН.